Фондацијата Прогресив Академија како дел од компанијата Мак Прогрес Винчини беше организатор на првата лидерска конференција на тема Пристап до финансии за мали и средни претпријатија, што се одржа во Виница. Партнерска поддршка во одржувањето на настанот даде и Стопанската комора на Македонија. Целта е тоа да прерасне во платформа за вмрежување, учење и поврзување на компаниите заради обезбедување помош и нивен раст и развој. Планираме да биде традиционална конференција, да се одржува еднаш годишно на различни економски теми. Оваа година темата е Пристап до финансии за мали и средни претпријатија. Конференцијата е инспирирана и од лично наше искуство како сме имале мака и борба да обезбедиме средства за развој на компанијата. Оваа година имаме и чест и задоволство да биде со нас и новост, господин Бранко Азиски, председател на Стопанската комора на Македонија и еден од највлијателните личности во економскиот и коморскиот систем, односно лидер на балкански лидер на коморски лидер. Тој се приклучува како нов председател на одборот на директори на Прогресив Академијата, кое партнерство со господин Бранко Азиски ќе овозможи заеднички да градиме престижна бизнис академија и со конкретни бенефити за членките на комората, а насочена кон развој на нова генерација на лидери во економијата. Како вие како комора гледате на ваквите активности што ги преземат бизнисот? Не само што гледаме, него и действуваме. Действувањето го најави и Глигор. Тоа значи дека Стопанската комора, јас лично активно ќе се вклучиме да ја поддржиме оваа академија, која што е зрак на надеж за бизнисот во Источна Македонија, да се подигне на ниво кое што е потребно за да може конкурентно да настапува надвор. Сепак ова е најдобрата наша компанија извозна, тоа е со големо искуство и сега треба да се преточи во реализација на проектите на комора што се врзани за приоритетите, а тоа се градење на систем на образование за потребите на бизнисот, поддршка на извозот директно од буџетот, од страна на владата, директно до компаниите и регионалната соработка. Сето тоа све споено и е тука, Мак Прогрес од Виница го има остварено, а сега ова што го прави е еден исчекор огромен, да обезбеди луѓе за наредните 10 години кои што менаџерски ќе водат бизнисот со највисоките стандарди кои што се. Едукацијата на луѓето, оспособувањето е најзначајната работа. Објектите без луѓето не можат ништо да направат. Затоа и јас одлучив да се приклучам и као институција и као личност, да преку овие престижни функции тука за што ми е чест и задоволство, постигнеме резултат кој што ќе биде достоен, а тоа значи да го дигнеме и да го дуплираме во наредните 10 години извозот на оваа значајна компанија за Македонија и за македонската економија во Источна Македонија. Која е визијата за соработката со бизнисот од практичен аспект, искуствата и знаењето што ти ги? Едноставно да свртиме од општите на поединечните работи. Тоа значи да дојдеме во секоја компанија, да седнеме и да разговараме што конкретно можеме да им помогнеме. Доста е зборувања веќе, све се е кажано, све е приоритетно утврдено, сега зборуваме за конкретни нешта. На Мак Прогрес е потребен во моментов кадар, кој што менаџерски кадар, кој што она ќе го обезбеди за цела Источна Македонија и со која ќе помогне заедно со Стопанската комора на Македонија да се изгради конкурентен производ кој што на западните пазари и на другите пазари кои што ги освојуваат ќе имаат значајно учество во извозот, бидејќи ние како мали економии не можеме на мали пазари да издржиме и тоа треба да биде алфа и омега на наше действување. Глигор и неговата компанија тоа го докажаа. Сега со овој втор степен што град покажуваат дека имаат визија, а додека ние ова го спроведуваме, Глигор треба да размислува за трета фаза во која што нешто после 10 години ќе направи уште сега, ќе постави темели кои што ќе одржат компанијата во врвот на приоритетите и на производството кај нас. Мислам дека он има способности за тоа и треба да го поддржиме сите. Јас тоа го правам на конкретен човечки начин, кој што, како го викаш, не само од функцијата која што ја вршам, него од принципите во кои што верувам, ќе допринесе за уште подобро позиционирање на компанија. Која е таа трета фаза, само по-конкретно? Таа фаза ќе е врзана за циркуларната економија, ќе е врзана за зелената агенда, за се она што зборуваме напред, затоа што јасно е дека во овие 10 години ќе се исцрпат сите можности
кои што ни ги дава економијата и природата да тоа направиме. Ќе се свртиме према обновливи извори на енергија, ќе се свртиме према заштита на човековата околина, ќе заштитуваме човекот и производите и така натаму, и сето тоа треба да се почне да се работи уште сега. Академијата е право место каде што тие процеси ќе се отворат. И тука имаме прави луѓе кои тоа ќе го направат. Како ја планирате оваа прва сесија да се одвие? Прогресив лидерска конференција е настан од овој тип кој што за прв пат се одржува во регионот, и целта на оваа конференција е да прерасне традиционално во платформа која што ќе служи за вмрежување, за учење и за поврзување на компаниите, се со цел за поддршка и нивен раст и развој. Денешната тема на Прогресив лидерска конференција е пристап на финансии. Целиот настан е поделен во 3 панели, во кои во првиот панел ќе бидат представени финансиските инструменти за поддршка на малите и средните предпријатија. Вториот панел ќе биде представување на донаторските инструменти кои што можат да ги користат самите компании, и на крај нефинансиската поддршка која што ја нудат разните асоциации, агенции, државни агенции, како и коморите кои што ќе овозможат вмрежување и соработка помеѓу компаниите. Ова конференција се одржува токму во Прогресив, се со цел не случајно е овде, со цел да им помогнеме на компаниите во источниот регион кои што и такако се добро развиени, со цел да можат да се развиваат и да создаваат успешни бизнис приказни. Збориме за етаблирани компании кои што веќе работат, само да црпат ново искуство, така? Збориме и за тие компании кои што се веќе постоечки, меѓутоа и да го поттикнеме развојот на младите со цел да се креираат нови стартапи, бизниси, да се поттикнуваат развој на нови иновативни идеи кои што и такако може да бидат успешни и во овој регион на Источна Македонија. На конференцијата присуствуваа представници од етаблирани компании, но и млади луѓе со иновативни идеи. Предавачи беа реномирани финансиски и банкарски експерти, консултанти од областа на финансиската поддршка, како и стручни лица од домашни и меѓународни финансиски друштва и агенции. Канал 8 телевизија на вашиот мобилен уред.